Пријатели, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и сите прашања кои што сакате да ги одговараме овде може да ги поставувате на социјалните мрежи користејќи го можеби хаштагот #AskJosif, може да ги поставувате користејќи ги моите приватни пораки и инбокс профилите на Facebook и на Instagram. И исто така може да го користите и да ги користите телефоните на телевизија Телма во кое што може да ги поставувате прашањата и доколку во моментот не успееме не успеам да ви одговорам, да го оставиме прашањето за можеби наредна среда и да ви дадам многу по-конкретен и добар одговор. И за да им дадеме време на одговорите повеќе, веднаш ќе преминеме со прашањата. Ние од Надица Ѓоргиевска, која што прашува дали е штетно да се пие Нескафе со млеко и ако да, зошто? Надица, прва работа, дилемата околу сето ова е тоа што, да разјасниме, кафето не е штетно воопшто, напротив, има една состојка од друга страна која што се вика фенолна киселина, која што е здрава и е добра да се внесува во телото, но дилемата со тоа дали да се пие со млеко или без млеко е тоа што се претпоставувало дека млекото може да го нулира дејството на фенолната киселина и практично да не се абсорбира и обработи на начин како што треба. Најдов една научна студија која што испитува луѓе кои што пијат кафе без млеко, кои што пијат кафе со млеко и кафе со кример, односно засладувач на македонски, и она што е докажано од таа научна студија дека само луѓе кои што пијат кафе со засладувач може да им придонесе да фенолната киселина го нема таа абсорбирливост која што би требало да има, не дека е штетно, но е подобро да биде без тоа. За конкретно за млекото, слободно можеш да си го пиеш и натаму кафето со млеко.